Добар ден, ви благодарам за присуството на денешната пресконференција. Во знак и сеќавање на нашиот сограѓанин и спортски пријател Миле Нешковски, кој за жал прерано не напушти, ќе се одржи 10-тиот поред меѓународен меморијален ракометен турнир Миле Нешковски. Турнирот ќе се одржи во деновите кои што следат во нареднава недела, тоа 21 во четврток, 22, 23 и 24 до недела, каде што недела ги имаме финалните надпревари. Оваа година на 10-тиот јубилеен меѓународен ракометен турнир Миле Нешковски ќе настапат 6 екипи кои ќе бидат поделени во две групи. Во првата група ќе настапат следните екипи. Покрај домајчинот ракометниот клуб Прилеп, ќе бидат тука и ракометниот клуб Бутел и ракометниот клуб Тиквеш. Тоа се екипите во првата група, додека во втората група ќе настапат ракометниот клуб Црвена звезда кој доаѓа од Белград. Втора екипа ќе биде ракометниот клуб Пролет и трета екипа ракометниот клуб Еврофарм Пелистер 2. Надпреварите ќе започнат, како што кажав, во четврток, ќе трајат до недела. Агендата за овој турнир е следна. Во четврток во 15:30 часот имаме положување на цвеќе пред споменикот на Миле Нешковски пред универзалната сала. Тоа е во 15:30 часот. После свечаното отворање започнуваме со надпреварите во салата на Средното општинско училиште Ристе Ристевски Ричко. Првиот надпревар започнува во 18 часот помеѓу екипите на ракометниот клуб Пролет и ракометниот клуб Еврофарм Пелистер 2. Вториот надпревар се игра во 20 часот помеѓу екипите на домајчинот ракометниот клуб Прилеп и ракометниот клуб Бутел. Петок 22/8 во 18 часот играат екипите на Црвена звезда и ракометниот клуб Еврофарм Пелистер 2, додека во 20 часот играат домајчинот РК Прилеп и екипата на ракометниот клуб Тиквеш. Тоа се надпреварите за петок. Во сабота на 23/8/2025 во 18 часот играат екипите на ракометниот клуб Црвена звезда и ракометниот клуб Пролет, додека во 20 часот играат екипите на ракометниот клуб Тиквеш и ракометниот клуб Бутел. После одигрувањето на надпреварите во групи, првата екипа што има првото место во групата што го имаат играат финален надпревар, второто место играат за трето место, додека последната екипа играат за петто место. Надпреварите за недела на 24/8/2025 година се следни. Значи за разигрување на петто место е во 15 часот, за разигрување на трето место во 17 часот и за разигрување за и финалниот надпревар е во 19 часот. После одигрувањето на овие надпревари преминуваме на свечено доделување на наградите и свечено затворање на турнирот. Околу агендата на овој турнир е ова што можам да ви кажем. Му дал збор на Никола Чаданов за останатите работи околу организацијата на турнирот. Така. Благодарам на сите што дојдовте. Јас сум баш среќен што веќе можеме да кажеме дека 10-ти јубилеен меморијален турнир одржуваме, веќе имаме некоја традиција. Тука пред себе сакал да се заблагодарам на сите спонзори и поддржувачи на овој турнир без кој не е возможно да се организира еден турнир од овој ранг. Би сакал да изразам исто благодарност до Министерството за спорт кој финансиски го поддржува овој турнир, локалната самоуправа на градот Прилеп, како и генералниот спонзор на ракометниот клуб Прилеп Конфи Ангел. Тука оваа година имаме исто и една новина каде во соработка со Министерството за спорт успеавме да обезбедиме професионална ракометна подлога за време на одржување на овој турнир, што значи многу попрофесионални и многу подобри услови за игра на играчите и на сите инволвирани, така да овој турнир од година во година се повеќе и повеќе расте. Ние како клуб и организациониот одбор на турнирот се трудиме секоја година да го подигнуваме нивото.
Оваа година мислам дека ќе имаме релативно силен турнир каде сите екипи се изедначени и сите екипи ќе се бориме за плей-оф во Македонската Суперлига која е доста силна. Така да очекувам фер, коректен турнир, спортска борба и одлична организација на турнирот. Јас нема да должам многу, тоа е се од мене. Да уживаме 4 дена во ракомет, Прилеп заслужува да има ракомет и да гледам уште подобар турнир секоја година. Ви благодарам. Јас сакам да прашам во однос на квалитетот на екипите. Според вас, како се движи квалитетот на екипите? Знаеме дека се 6 и во однос на наградите, бидејќи е 10-ти јубилеен, дали сте размислувале да се воведе некоја посебна награда или парични награди, нешто по однос на овој турнирски дел? Така, можам јас? Значи, тука имаме пред се 5 македонски екипи, од кои Бутел и Тиквешлани завршија на 5-тото и 6-тото место на табелата, играа плей-оф, годинава ќе играат и во Европа. Ја имаме Црвена звезда која заврши на 4-то или 5-то место во српската лига. Тука ги имаме Тинекс и Еврофарм 2 кои се екипи заедно со РК Прилеп кои секоја година се борат за тоа место во плей-офот, така да имаме еден изедначен турнир и би рекол со добар квалитет, затоа што и целта на овој турнир е таа. Екипите пред се од Македонската Суперлига да се воиграат пред почетокот на првенството. Реално не сме размислувале за награден фонд на турнирот со оглед на тоа што целта на турнирот е воигрување и спремање на екипите за првенството и самата организација значи финансиски предизвик, а награден фонд би бил и дополнително оптоварување за организација на тој турнир. Гледаме дека оваа година тука е Црвена звезда. Каде би го сместиле овој меморијални турнир, ако се знае дека тука е и турнирот на РК Струга минатата година и во Охрид се организираше еден ваков меморијален турнир. Каде би го сместиле овој турнир, ако се знае дека преферираме да бидеме генерални? Значи, турнирот во Струга знаеме сите, е традиционален турнир, можеби и најстар на Балкан, заедно со турнирот во Добој. Има страшно добар квалитет од годините наназад. Оваа година имаше нешто послаб квалитет, го гледаме тука Охрид кој би рекол дека е моментално турнир број 1 во Македонија, ако не и на Балканот, по силина можеби не со тој во Добој во Босна, меѓутоа е тука некаде нивото на квалитет. Прилеп реално би бил веднаш за овие два турнири. Ние претендираме секоја година да расте квалитетот на турнирот, да расте и квалитетот на екипите, со тоа би растел и квалитетот на РК Прилеп со оглед на тоа што би имал силни противници и квалитетни противници. Меѓутоа тоа би одело етапно и полека со оглед на тоа што располагаме со ограничени средства и како што реков. Ако може само да се надоврзам на Никола, значи јас сум во организацијата сите овие 10 години. Целта на овој турнир беше разигрување на домашните екипи пред првенството. Затоа овој турнир е малку поразличен од тие два турнири што се во Охрид и во Струга. Во Струга бев пред неколку дена учествував на тој турнир, 53-ти турнир беше поред. Овде кај нас е 10-ти турнир, каде што одиме на варијанта да се разигруваат најмногу домашните екипи. За да добија малце еден шмек овој турнир, воведуваме една странска екипа, за да може малце да биде поатрактивен турнирот. Како што прашавте вие за наградите, ние неколку години поред доделуваме и награди за животно дело за луѓе кои што се заслужни за развојот на ракометот во Прилеп, така да еве можам да кажам дека ова година наградата за животно дело ќе биде дадена во рацете на Петце Вилјановски Стипе, кој долги години беше ракометар, тренер,
кој што остави трак во развојот на ракометот во Прилеп, така да секоја година гледаме да доделиме на таква награда, да му се заблагодариме на сите оние кои што помогнале во развојот на ракометот во Прилеп. Не е целта финансиски да биде некој награден, бидејќи за тоа нешто треба да имаме буџети, да можеме да бидеме помогнати. Целта наша е овој турнир да остави добар впечаток во градот, во државата, па и надвор еве сега и од Македонија, да се покажеме како добри домајчини и да помини се во најдобар ред. Оно што се наметнува секако е прашањето на инфраструктурата. Прилеп две сали се уште нема, спортска сала соодветна, за да може да се играат меѓународни надпревари. Кога тоа може да се очекува, со оглед на тоа што како клуб Прилеп навистина се заложи за такво нешто. Имате ли некакви предвидувања? Публиката, спортската јавност во Прилеп очекува, можеме ли нешто заедно да направиме на тој план? Сите знаеме дека болна точка на Прилеп е спортската инфраструктура. Ние како клуб имавме одредени разговори со станоци со јавното предпријатие за стопанисување со стамбен и деловен простор од значење за Републиката. Меѓутоа, тие беа разговори кои што водеа во една насока, потоа некако стивна сето тоа околу тие состаноци разговори, прекина и контактите со јавното предпријатие. Се разидовме во нашите гледишта околу реконструкцијата и адаптацијата, меѓутоа сепак како клуб правиме тоа што можеме за да ги подобриме условите. Ја користиме ние салата на Средното општинско училиште Ристе Ристевски Ричко, како што кажав тука, оваа година со помош на Министерството за спорт обезбедивме професионална ракометна подлога која што ќе биде инсталирана во салата, па сепак би ги подобриле колку толку тие услови. Меѓутоа, за долгорочно и трајно решение на проблемите во спортот се знае, треба да се способи една од двете сали. Ние како клуб сме секогаш расположени да помогнеме во делот каде што можеме. Меѓутоа, сами не можеме ништо да направиме, така да останува во иднина да видиме во која насока ќе се одвиваат тие работи. Сега не можеме ништо да кажеме подетално околу тој дел. Јас би сакал нешто околу вашиот клуб, бидејќи тука сте присутни, да ми кажете моменталната ситуација со играчкиот кадер, со амбициите, значи близко е почетокот на првенството. Так, клубот донесе неколку нови играчи за сезоната 2025-2026, неколку играчи замина од клубот, амбициите остануваат пласман во плей-офот. Оваа година мислам дека се засиливме доволно квалитетно, го задржавме костурот на екипата, донесовме лев бек од Црна Гора Божидар Лековиќ, исто така донесовме еден десен бек од Грузија, Сандро Дарсанија, го вративме, знаеме сите, Димитар Димитриевски, кој што неколку години настапуваше во екипата на Валјадолид во Шпанија, кој има и репрезентативно искуство и очекувам да биде голема помош во клубот и од аспект на играч и од аспект на капитен, кој што знаеме какво искуство има во Асобал лигата и колку е силна Асобал лигата. Така да исто така прекомандувавме неколку младински играчи кои што кои што веќе тренираат со првата екипа и во текот на првенството ќе добијат и шанса да играат со првата екипа, и таа е нашата интенција во иднина за екипата да ја сочинуваат прилепски наши играчи, а не да носиме странци и играчи од другите клубови. Со оглед на тоа што имаме добра база на деца, имаме луѓе кои што знаат да работат со тие деца, така да знам и сигурен сум дека може, меѓутоа за се треба време. Главната амбиција за оваа сезона е, како што реков, пласман во плей-офот. Што се случи со Христи Биковски, зашто тој го напушти Прилеп и замина? Едноставно Христи Биковски имаше потреба од промена на средината. Тука нормално имаме
веќе и го имаме и Димитар Димитриевски на лево крило. Не се договоривме со Христи Биковски за продолжување на соработката и едноставно ќе проба нов предизвик во новата сезона, така да за него вратата останува секогаш отворени, тој е дете на Прилеп. Можеби во иднина повторно ќе го видиме во дресот на Прилеп. Значи, ако можам да заклучам, Прилеп е посилен од предходната сезона и затоа може да се очекува да биде и во плей-оф. Сите потези кои ги направивме е за Прилеп да биде посилен во новата сезона. Сметаме дека засилувањата кои ги донесовме се соодветни за амбициите кои ги имаме на клубот и да почекаме до турнирот и после првенството па да видиме дали реално е клубот посилен или не.